Укочен поглед се впива по суровиот кораб и ги бара свежите траги на повеста човешка потоната една разбеснета светкавичава ноќ. Се раздиплува сказна за една скорешна потресна трагедија, вивната недамна кај Мавровско. Од колено на колено, луѓето крај огништето од овој крај расправале за многу настани, за безброј збиднувања, но никаде не се пренесени и запишани глутници од снежна разулавеност, страотност што царуваше молњевито и јаснема. Но затоа идните поколенија ќе ја повторуваат, спомнуваат ужасната катастрофа. Денеска ние сме само со дни разделени од потресното минато што се истракала по овие снежни простори, оставајќи само длабоки стапала, последни траги на своето неколкудневно постојање. Постигнувањето на ужасната катастрофа на долж и шир по планинските масиви останаа белези, многу и секакви. Символи на деноноќно изнемоштено барање на рожбите, но попусто, нив ги нема. И таткото остана како оченик проколнат. Символи на искинат човешки труд. Символи на однесена желба, привет, понесени мелодични тонови на срекниот живот на луѓето на страж, изградба и зимско секојдневие крај селското огниште. Символи на прекината детска игра. Символите не пренесуваат на трагедијата вивната онаа разулавена ноќ на 11 февруари, оној фатален час кога над овие високи планински катови со канонада и писоци се спушти демоска фантастична завеса и во преграб на снежната смрт занеме десетици животи. Белиот фирн неочекувано се помати во стихија и виулици. Луѓето од сите страни на нашата земја, како што знаеа да се јават во сите судбоносни часови, низ белиот метеж поитаа напомош кон кораб. Мислата на илјадниците е да се дојде до загрозените места, затрупаните и повредените од лавинската стихија да се спасат. Со надчовешки сили се напредуваше само што поитно да се стаса до Рибница, Жужње, Штировица, Торбешки мост, таму каде што ужасната разулавеност задушува десетици градители, граничари и селани. Први дојдоа и помогнаа војниците. Населението се одделуваше од преграб на снежната смрт. Ја напушташе сенката на демонската завеса надвисната над овој реон, што доаѓаше со новораздвижената белина. И во дните на тој општ напор да се спасат луѓето, од кораб до Скопје се протегна погребна поворка и плисна жалост низ целата земја. Грч, болка и должна почит се слеа во трепетливата солза, кога до нас мина немата поворка на ледените тела. Тоа беше тажно проштевање со неповратимото, скапоцена загуба исчезната неочекувано во природната стихија. Ледените тела ја набабрија родната земја со десетици хумки што вечно ќе се паметат. Во нив се зави повеста на плеадата прерано од земени младости на чуварите на нашиот југозападен граничен бастион. Минаа дни. Горе од високите планински катови кај кораб се крена демонската завеса. Исчезна страотната разулавеност. Но останаа длабоки рани исклесани по карпите како потресен настан на минатото. Кањоните на Радика ја понесоа на своите немирни води тајната на трагичната повест на луѓето од Мавровско. Близу и далеку по нејзините стрмни ѕидови живи се трагите на опустошеното. Овој планински кат до пред неколку години живеал со легендата за качакот Изет, за Торбешкиот мост, исчезнат одамна под палавите води кај синорите и чамовата шума. Пространствата на легендата ги населија луѓе од Лика, Космет, Санџак, Мавровско,
од многу краишта на земјата. Тие дојдоа и беа тука само до онаа демонска ноќ. Сите тие имаа заедничка цел да се изврши каптажа на бујните извори на Штировица, Аџина и Радика. Работата на ударниот градителски колектив не беше прекинувана деноноќно, се до оној ужасен час. Тие неуморно работеа за да се изгради големиот спроводник на водата што води до езерото, најважната артерија на Мавровскиот хидроенергетски систем. Под овие разурнати стреи се правеше биланс на дневниот откоп или се договараа луѓето за утрешниот ден. Се изготвуваа планови за навлекување во длабочините на карпите. А навечер се славеше успехот од работата. Но тоа траеше само до оној страотен час. Градителите основаат домови, заеднички живот. Слободното време го поминуваа во песна, во свиен ор, другарски средби и разговори. И се тоа дури разулавената снежна белина не ги загуши и занеме со радостите и животот. Луѓето чекаа плодот од работата скоро да го видат во вибрирањето на нивната светлост. Тие мислеа по завршувањето на работите да се спуштат во низините и да појдат на друго место каде што ќе создаваат нова светлина. И тие не очекуваа страотната разулавена ноќ, која направи символи, ледени стреи, последни траги на нивното секојдневие. На истиот планински простор, преку неколку сртови, како на дланка лежи селото Рибница. Неколку домови како орловски гнезда висеа крај селото. До пред кратко време се кревале огнени јазици од огништата на две фамилии. Мнози наброеле двете. Имале старци, 5-годишно дете и 17-годишна девојка на која почнаа да и доаѓаат стројници. Но од онаа проклета вечер само се лулеат разнишаните долапи. Невестинската руба е искината, детската игра прекината. Овие верни суштества попусто ги чекаат стопаните крај уништените трла со стадото да тргнат по пасиштата. Уште малу, овде пролетта ќе биде пак гостин. Радика ќе стивне и на малина ќе ја продолжи својата преисконска песна, носејќи низ игривите води тажни спомени за понесените од лавините, а нивното ехо вечно ќе го повторуваат суровите врвови на кораб.